развојните програми значат проекција од страна на општинската администрација за она што е известно дека е неопходна потреба на граѓаните или на општината генерално зборувано во наредните 3 години, 2013, 14 и 15. Тоа не значи дека овој развоен буџет е дефинитивен. Тоа е дефинитивен буџет до моментот на законската обврска на предлагање од страна на градоначалникот како властен предлагач до Советот на општина Струмица. Ке видите внатре одредени позиции кои што се веќе за информации на граѓаните, потреба која што се очекува во иднина, како што се канализационите системи, одржувањето и изградбата на улиците, тротоарите, зелените површини и слично, но ќе видите и одредени новини во самиот развоен буџет за наредните 3 години. Тоа се потреби кои што се воочиле во дековното работење од страна на општинската администрација, како насушна или неопходна потреба на граѓаните, но и како тренд на убав развој на градот и населените места. Ова развојна програма, доколку доживее своја реализација, секако ќе го подобри прво квалитетот на живење за сите граѓани на општина Струмица, ќе ја зацврсти општина Струмица како една од најубавите општини за живење, најпријатните места за живење и најперспективни општини во Република Македонија, но истовремено овде ќе видите и следење на капиталните инвестиции на општината согласно огромниот број на детални планови кои што овој совет ги има донесени. Тоа се урбанизмите во делот на Софилар, урбанизмите во делот на потегот на транзитниот пат од левата страна, тргнувајќи од Жито Струмица кон Градско Балдовци, тоа се урбанизациите на потезите кон агроберзата и развојот на целиот овој стопански дел, изградбата на улици во зона Север, Урбан блок 3 и 5, тоа е нов детален план кој што е веќе на сила и почнуваме со реализација на парцели, но и со одобрување на одредени проекти за изградба на производствени погони, фабрики, сервиси, стоваришта и слично, како и голем број на одредени планирања на инфраструктурни или други видови на објекти согласно плановите кои што се носат и во населените места. Овде се канализационите системи за кои што веќе имаме склучено договори и кои што очекуваме да почнат со своја реализација, а плаќањето ќе биде во 2013 и 14 и 15 година. Тоа се канализационите системи во Давиле, Добрејци и Просениково, но продолжуваме понатаму и со канализационите системи на другите населени места. Јас не би зборувал за секоја ставка посебно, освен ако има интерес од страна на советниците да прашуваат за одредени детали. Не би зборувал заради тоа што сме пред изборна година и секако легитимно е да тоа се представи пред граѓаните, давајќи или не давајќи мандат на одредени кандидати, но како актуелен градоначалник сум должен во овој развоен буџет да дадам одредени мои предлози како предлагач, а советот секако ќе ги проектира. Ова може да претрпи одредени ситни предсе измени до крајот на оваа буџетска година, а секако може да претрпи и целосни измени доколку продолжи целосно нов состав на водење на нашата општина Струмица. За како обврска од законот за донесувањето на буџетите, ние сме должни да го предложиме како општинска администрација до Советот, а Советот е должен до 15 ноември да донесе или не донесе развоен буџет за наредните 3 буџетски години.